Ја очекувам Линковски да ја вклучиме колешката Ирена Пепелјуговска-Цветановски, каде што ќе зборува со председателот на Сдруженијето Култура Бета и с Катерина Шекутковска од кафе книжарницата Илика. Насловот ќе биде акција за собирање на стари книги. Па ајде сите кои што имаме стари прочитани книги, можеме на ваков начин во оваа акција да ги донираме. Така ли е, Ирена? Добро утро до тебе од мене и до нашите гости. Ова утро интересна тема. Да. Добро утро, Слободанка, до тебе. Добро утро, почитувани. Ова утро ве поздравуваме од центарот на Скопје, поточно од кафе книжарница Илика, каде што секојдневно во месец септември, а и во изминатиот период се одржуваат низа настани. Една акција која што е во тек, а тоа е акцијата собирање на стари книги, односно ослободија твојата библиотека, ослободија младинската култура. Ова акција е во тек, настанот ќе биде на крајот на септември, на 28 септември, а за што по конкретно станува збор ќе ни кажат нашите утренски гости кои што веќе Слободанка ги представи. Веднаш до мене Катерина Шекутковска од кафе книжарница Илика и Андреј Медиќ Лазаревски, кој што ни доаѓа од Сдруженијето Култура Бета. Млади, прекрасни луѓе овде до мене, убаво се чувствувам и јас овде во нивно друштво, видно подмладено. Добро ви утро, добро ни дојдовте вие во утринската програма, а и ви благодарам што ги отворивте вратите на кафе книжарница Илика утрово за нас. Ја најавивме акцијата, да ни кажеш, Катерина, за што по-конкретно станува збор, или Андреј, кој сака од вас? Добро утро, Ирена, и благодарам што дојдовте повторно во книжарницата. Акцијата ќе трае цел септември, станува збор за една акција собирање на стари книги, кои што понатаму ќе се продаваат на крајот на септември во склоп на еден настан. Целта на продажбата на книгите е собирање донации за организацијата, односно за Сдруженијето Култура Бета, кој што се занимава нели со поттикнување и афирмација на младинската култура, а за тоа повеќе може да каже Андреј, бидејќи тој ни е представник на организацијата. Само да прашам сега вака, кој се може да донесе книги? Овде кај вас се носа, така, до 28 септември. Еве еден повик, еден апел, сите оние кои што имаат стари книги, како тече тоа? Каква е акцијата? Сосема, да, некомплицирано, бидејќи може да разгледате дома што не ви треба веќе, кои книги не ги користите, нема да ги читате во иднина, можете слободно да ги донесете во склоп на работното време на Илика, секој работен ден и сабота, од 10 часот до 9 навечер, до 21 часот, да ги оставите тука, па потоа ние правиме некоја селекција и исто така може да оставите и ваши податоци, да ве контактираме понатаму, да ви кажеме што ќе направиме ние со собраните донации и така да останеме на некој начин во контакт. Да, така убаво дружење. 28 септември е настанот. Што ќе се случува тој ден? Да, на 28 е завршниот настан на оваа акција. Идејата е тогаш да направиме еден целодневен културен настан, генерално со млади уметници. Најпрво денски, тука во кафе книжарницата Илика, ќе биде тој базар, кој ние го нарековме донаторски базар на стари книги, бидејќи идејата на собирањето донации е заедницата да учествува во креирање на нови настани за заедницата. Едно заедничко создавање, заедничка помош, заедничко учество во создавањето на младинска култура. Во рамки на тој настан, денскиот дел од настанот, покрај базарот ќе има и музички дел, ќе има и разговор со една млада авторка. Програмата уште ја составуваме, ја дефинираме, така што наскоро ќе биде позната и целата програма. Вечерниот дел од настанот ќе биде во кафе книжарницата Буква. Таму ќе направиме едно поетско читање со млади автори кои генерално во последниот период се афирмира и на поетските фестивали, се појавија со нови книги, дебитира со учество и на други поетски читања, така што и потоа секако уште еден музички дел, така што тоа ќе биде така еден целодневен убав настан, за да ја представиме младинската култура и да покажеме нели што се правиме ние младите уметници.
Многу ми е кеф на вистина еве вака млади уметници кога ни се гости во утринската програма. Не можам да не споменам Андреј дека добитник си на награда на неодамнешните одржани Струшки вечери на поезијата. И ни кажеш ти малку повеќе за тоа? Да, тоа е награда за најдобра песна прочитана на Струшките вечери на поезијата од млад автор. Наградата се вика Енхалон. Така, мене ми е многу драго што нели ја добив наградата, нормално дека ми е драго, но ова го гледам баш како еден вид на подршка генерално за таа една нова поетска генерација која се појави последниве години на македонската културна сцена. Да, не само како поддршка, туку ако може да се мислам да те надополнам, мислам дека е добар начин да видиме дека некој не гледа, дека не само добро, јас сум малку постара, меѓутоа особено за оваа помлада генерација, дека е фино што еве се препознава нивниот труд и мислам дека еве и во склоп на оваа акција е убаво сите да покажеме заеднички дека ги гледаме младите, дека се грижиме за младите и дека сакаме нели да правиме нешто заеднички како заедница. И нивното време допрва доаѓа. Андреј само 23 години. Навистина јас се фасцинирав, запишан си на втор факултет, сакам тоа да го напоменам, затоа што да биде како еден поттик за младите дека може да се студираат и овие книжевни нели науки. Ти честитам за се и ти посакувам многу успех понатаму, ќе има простор повторно да се дружиме. И сега бидејќи ни доаѓаш од Сдруженијето Култура Бета, би сакала малку една кусалична карта за ова здружение, кога е формирано, која е целта негова, сигурно собира млади луѓе, еве еден повик до младите кои што не гледаат во моментов да ви се приклучат, да дојдете ви овде во книжарница Илика и кај вас во здружението. Да, Сдруженијето Култура Бета е младинско здружение кое се занимава генерално со представување на млади уметници. Идејата ни беше креирање на еден простор каде што може да се представат нели тие млади со своја поезија, проза, ликовна уметност, музика. Имаме нели платформи на социјалните мрежи, секако и веб страница која може да се посети. Таму баш правиме една архива на се што прави младинската културна сцена, но не е само младинската, туку генерално културната сцена кај нас. Постоиме скоро 5 години, од кои последнава година веќе формално како здружение, претходно неформално функциониравме и генерално се занимаваме и со организирање на културни настани, и книжевни, и музички, и ликовни, така што тоа ни е некој фокус на работа. Драго ми е и што и Кафе книжарницата Илика и Кафе книжарницата Буква сите заедно ја правиме ова акција и што добиваме поддршка токму од овие независни, алтернативни, нови простори на култура. Катерина, би сакала еве со тебе, бидејќи сме во просториите на Кафе книжарница Илика, јас кажав и во најавата, цело лето сте работно ангажирани, не ги затворивте вратите за љубителите на убаво пишаниот збор. Да најавиме некои активности во месец септември. Имавте и вчера интересен настан, слушнав како си разговаравте меѓу вас. Тоа е од Биди чудо од девојка, така? Да, токму така. Вчера на гостини беа девојките, односно жените од Стела Network, кои што ја смислија оваа многу интересна игра. Се вика бунтовнички игри со ликови од македонската историја, односно со жени од македонската историја. Играта, мислам дека има 3 видови на игри: меморија, магнетни парови, така натаму картички со факти. На еден начин низ игра сакаат да не ги представат некои важни ликови од македонската историја, односно важни женски ликови од македонската историја. Вчера се дружевме со нив, а во текот на септември, покрај акцијата што ја имаме со Култура Бета, исто така ќе ја повториме и нашата работилница, што е Река. Тоа е работилница за деца од 7 до 10 години, која што е поврзана со сликовницата во наше издание, што е Река, исто имената нели е сликовница. А покрај тоа продолжуваме и со нашите разговори со луѓе кои што се занимаваат со издаваштво или со книжевност. Овој пат темата ќе ни биде дизајн на книги, корици, нешто за кое што ми се чини не се зборува толку многу. Да. Значи да се сретнеме со некои дизајнери да ни објаснат малку, дизајнери и дизајнерки да ни објаснат како оди тој процес, нели, како избираме соодветна корица, што оди на корицата, како се создава внатрешноста на книгата и така натаму.
Навистина многу интересни содржини и тоа не само за младите, туку и за најмладите. Меѓутоа, зошто да не дојдат да ве посетат и малку повозрастните од мојата генерација, па и повозрастните луѓе. Навистина пријатен амбиент овде во кафе книжарница Илика. Уште еднаш повик за тековната акција. Сите кои што не гледаат, значи може да дојдат да донираат своји книги. Средствата одат за култура Бета, сепак од народот за поддршка на младите. Еве така да биде, не мора да биде само од младите за младите, може било кој сака, кој има повеќе книги во својата библиотека да дојде кај вас и да донира за младинските активисти. Ви благодарам многу за учеството. Се надевам на многу успехи понатаму. Катерина, со вас ке ги следиме активностите на кафе книжарница Илика, а Андреј, јас би сакала да ни гостуваш и во студиото и еве вака со тебе, бидејќи навистина си младо момче, перспективно, кое што има навистина, еве јас мислам, убава и светла иднина во областа на книжевната уметност. Ви благодарам. Ако сакате уште нешто за крај? Па да не посетат, сите што не гледаат, да се ослободат од старите книги кои што ги имаат дома, да ги донесат тука и да дојдат на 28 да се дружиме. Да, па тоа е тоа и јас истото би го порачал и секако фала за можноста и за целата поддршка што неретко ја давате кон телевизија Алфа секогаш е тука да ги поддржува младите. Ви благодарам уште еднаш што ги отворивте вратите вака рано за кафе книжарница Илика. Почитувани се одјавуваме од овде, од центарот на Скопје. Вие секако останете со програмата на Алфа телевизија. Следуваат уште содржини и до 9 часот и некои десетина минути. Довидување од центарот на Скопје.